Млекото е еден од најстарите производи кои што човекот ги користи во својата исхрана, како намирница наоѓа секаква примена и секојдневно се користи. За бенефитот од млекото зборувавме и во понеделникот во редовната рубрика Здрав живот. Ова утро во Македонија на утро фокусот го ставаме на малку поинаква тема. Дали земјата може да обезбеди долгорочна економска одржливост на млекарските фарми и млекарската индустрија за наредните генерации, но и благосостојбата на животните од кои и тоа како зависи и количината на млеко и квалитетот на истото кое го добиваме. На оваа тема со професор доктор Тони Давински од Институтот за репродукција и биомедицина при Факултетот за ветеринарна медицина Скопје. Добро утро, професор, и добре ни дојдовте во утринската програма. Разговорот го започнуваме со своевидна статистика која вели дека млекопроизводството спаѓа во поголемите земјоделски гранки на Европската унија и представува повеќе од 12% од вкупното земјоделско производство. Тука е ред да споменеме дека секако млекопроизводителите низ годиниве активно ги менуваат своите производствени практики да бидат во согласно со барањата на потрошувачите. На пазарот, да. Да. Секако дека еден од најстариите и најважните производи без кои не се може, она што е важен од аспект на анималното производство. Европската унија секако дека мора да мисли на своите граѓани и тоа го работи систематски долгорочно. Секако дека и ние треба да водиме сметка дека млекото како сировина мора да биде здрава, мора да биде корисна за конзументот, за граѓаните, со тоа што контролата се врши на домашниот пазар и на она млеко што се добива од увоз. Меѓутоа, трендот е во Македонија за жал обратен, дека од година во година бројот на, ако зборуваме за млеко од крави, за бројот на крави, за млечни крави особено, се намалува како резултат на X фактори, да не кажем еден фактор на повеќе фактори. Меѓутоа е тренд дека од 2006 година ние имаме скоро преполовено број на животи, особено на млечни крави. И за тоа ќе продискутираме нешто подоцна, но во меѓувреме сакам да прашам уште нешто. Отпорноста и одржливоста, велат експертите, се клучни за иднината на млечниот сектор и тоа може да се постигне преку иновации, кои што меѓу другото ќе се усогласат и со потребите на земјоделците за да можат да заработат за живот. Така. Какви иновации? Какви промени? Па, вака сега, сметаме дека и треба да одиме со многу големи иновации кои се револуционерни можеби во Европа, се уште не сме на тоа ниво. Значи мора да почнеме со ние основните, во кои што е генетиката многу важна, значи ние имаме хоштен фризиско гове кое е млечно, меѓутоа кое не е доволно прилагодено и кое е на нашата клима, на нашите услови за држење и нормално дека втората компонента е дека немаме доволно храна, особено една концентрирана храна која е важна за високо производство. За жал и просекот на лактација на овие животни многу помал од тоа што е во Европа. Меѓутоа, Факултетот за ветеринарна медицина, особено Институтот за репродукција, се обидува да воведува доста методи кои се нови, особено во смисло на подобрување на генетика, како што е ембриотрансферот, кој што беше на времето уште на пременот од социјализмот, нели према капиталистичко општество беше во примена, беше развиено и го практикувавме, меѓутоа повторно сега треба да се воведе. Имаме една физибилити студија која се работи, значи во соработка со Светската организација за храна, која дојде во Македонија, направи анализа на состојбата, нели како што е сега. И меѓу другите препораки беше дека ембриотрансферот, вклучително и инвитро оплодување, нели вонтелесно оплодување, кој што се користи генетиката од тие најдобрите грла, млечни грла, е она што може да се примени. Секако дека тоа треба се работи систематски. Она што недостасува во овој момент е вклучување на Македонија во Светскиот комитет за водење на евиденција во производството, нели во сточарското производство, кое е еден од клучевите како да направиме напредок во смисло на генетика, меѓутоа паралелно со овие другите фактори што ги кажав, како што е исхраната, здравствената заштита, секако, нели, меѓутоа исто така и растот на цените на
кажа, концентрираното храниво кое зависиме нели од увоз, како што е сојата, како што е пшенката, која не се произведува доволно во Македонија. Подготвувајќи се вчера во текот на денот за разговорот, најдов една статистика на групацијата, една од последните направени, на групацијата за производство, откуп и преработка на млеко, која вели дека количините откупено млеко е намалено последниве години за 35%. Тоа е сериозно намалување, професоре. На што се должи? Да, само мината година јас читав заднешната статистика нели на Завод за статистика на Македонија, дека е индексот за 2021 година, односно 2020 година е 80, значи за 20% само во минатата година. На што се должи? Па би кажал пред се на недоволна стимулација нели на фармерите за да им дадат подршка нели затоа што е клучен сегмент на сточарско производство, би кажал, иако не може да се пофалиме дека и местната индустрија, посебно во говедарството, дека не е многу развиена, меѓутоа млечната индустрија би требало да има, особено во овој период кога наистина настанува криза, кога многу компоненти, вклучително нели нафтата која е важна нели за производството на храна за луѓето па и за животните, треба да се води нели сметка за да имаме доволно заинтересираност на некои фармерите. Втората компонента е, би кажал, и недоволно обученост на фармерите кои немаме таков центар за обука, што исто така го планираме во Факултетот за ветеринарна медицина планира во својот едукативно-истражувачки центар во Петровец да направи еден центар за обука не само за доктори по ветеринарна медицина, туку и за фармерите кои би биле обучени за да сето ова што треба да оди кон подобрување на производството да може да го спроведат нели на дел. Во економска криза каква што донесе пандемијата и веќе сега војниот конфликт во Украина, една од главните прашања кое што се поставува е колку од основните производи можеме да ги имаме како домашно произведени, што би влијаело, да речеме, на не толку голем раст на цените. Во голем дел од производите сме увозно зависни. Што е со млекото? Па исто така, мислам, дефиците на млеко и на млечни производи нели во Македонија увезуваме добар дел баш заради тие причини што кажав бројот на млечни крави, бројот на количината на млеко произведена е година опаѓа, иако и претходно немавме можеби максимално, но ние тоа што сега аналитика не знам бидејќи не сум нели некој агроекономист, меѓутоа факт е дека и со години или наназад, меѓутоа и во иднина дека овој дефицит ќе биде значителен, меѓутоа она што Македонија има како потенцијал, што би го кажал визави краварството, нели во овчарството и козарството, кај што индексите на производство на млеко се зголемуваат, значи имаме некаде за 20% зголем количина на млеко од овци, овчо млеко, во кое што немаме ограниченост нели на производство што ги дава нели Европска унија, во моментот кога сега кога ние пристапуваме кон Европска унија, ќе ни ги дадат тие квоти за количини на млеко, меѓутоа во овчарството и гоздарството секогаш ќе биде слободно. Така да еден од начините по мене е да се преориентираме на интензивно производство за разлика од традиционално нели номадско овчарење што го имаме до сега. Значи во интензивни фарми веќе имаме обиди на повеќе локации во Македонија, на повеќе делови да се увезат овци кои се и кози кои се високо продуктивни, кои ќе може да покријат дел од дефицитот млечен во иднина. И за следното прашање ќе се навратам на уште една статистика како вовед во она што сакам да ве прашам. Примарното млекопроизводство во Македонија според податоците примарно се состои од мали семејни фарми, околу 6500, кои што имаат ниско продуктивни 1 до 3 крави со прилично ниско годишно производство на млеко од 2 до 3000 литри по крава, но рете да споменеме дека овие семејни фарми опфаќаат според статистиката 75% од вкупниот број на фармери млекопроизводители. Колку овие поскапувања и економската криза ќе се одрази на овие млекопроизводители? Да, само да споменаме дека и тие фармери се веќе фармери кои се, мои години или може би постари, кои
сигурно дека не може да се прилагодат на овие. Значи, млади фармери скоро ги има многу малку во овој момент, млади, едуцирани, тие што може да ги следат промените. Колку може да се, прашањето е колку може да се прилагодиме, нели, во моментот. Веројатно со една добра стратегија, би кажал, за преориентирање или за стимулирање на фарми кои се во просек сега е 10 грла по фарма во Македонија, визави било која држава, значи, со развиено краварско производство, Холандија, Германија, Шведска и така натаму, кој што 50 до 60 е минимум број на крави во една фарма, која што може да се смета дека е фарма која може да даде млеко во нели во јавното промет, во јавната нели потрошувачка, меѓутоа и другиот фактор е голем број на млекари по мене, што е една недостаток. Например, во Холандија има 5-6 млекари, значи во една Јапонија има 2 милиона крави, има само 2 млекари, значи државата може да ги сконцентрира, значи, и да направи квалитетни производи ако ги тие работи регулира. Но ако во моментов поскапува цената на концентратот, кабастата храна, струјата, горивата, како ќе преживеат во периодот кој што следува? Искам да ви кажам, многу тешко. Претпоставувам дека без помош, без олеснување, да кажам, од мерки за Министерство за земјоделие, претпоставувам дека тоа ќе биде многу тешко. Особено што тие всушност малите фарми, 1 до 3 крави, всушност не се, иако се голем број, значи не дават некоја голема количина на млеко во према млекарите, иако структурата е таа како што е, за жал со години не сме ја подобриле, иако беше пред неколку години можеби 5 и 6 крави просекот, сега сме некаде со 10, полека и одиме напред. Предпоставувам дека целата криза ќе се одржи и на нив, за жал, и дека иднината не е баш најсветла, мора да кажам. Во млекопроизводството споменавте во еден наврат во одговорите, не спаѓаат само краварските фарми, туку и оние со кози овци кои ги занемаруваме. Зошто? Нема доволно побарувачка? Нема доволно производство? Па, тука е вториот проблем, значи, што немаме тука доволно работна сила. Всушност, офшорот е можеби еден од најплатените професии во моментот, меѓутоа ги нема. Едноставно увезуваме дори, да кажам, од Албанија, да кажем, некои делови Западна Македонија, цели семејства кои може да се... Младиот човек денеска научен на телефони, компјутери, на модерно живење, тешко ќе се врати на тој традиционален начин на номадско сточарење, меѓутоа ако се свртиме кон фармско ледување, значи во кое што може еден човек да обслужи 200, 300 и 500 овци, да кажам, визави она колку треба повеќе луѓе на традиционалниот начин на овчарење, на овчарско производство, тогаш би можело, значи, особено и во козарството, тоа е, значи, тренд дека може да се зголеми количината на млеко. Верувавме, нели, во воведу дека кажате дека прашањето за про или контра млекото, например, козјото млеко е многу помалку алергентно. Ќе го спомнам тука и млекото од магарици, кое воопшто нема, нели, алергенски компоненти, кое е за дечиња со астма, со болести или на дишните патишта, е препорачливо, дури и се применува. Почнува некаков тренд и за производство на млеко од магарици, иако е доста скапа. Велите, еден од начините како би обезбедиле доволно количество на млеко, па дури и производство за извоз, е репродукцијата на животните. Нешто на што и вашиот факултет го става акцентот изминатиот период. Да, значи ние работиме, барем јас повеќе од 30 години, нели, во тој сектор, значи на одржување на една дисциплина се вика менеджмент на здравје на стадо, односно на одржување здраво стадо со здраво производство, нормално и во услови, нели, на добра благосостојба, да не страдаат, нели, да не бидат гладни, жедни и така натаму. Репродукцијата е важен сегмент за одржување на едно производство, бидејќи, за жал, па кажаме, со години наназад, ние сме еден од поголемите увозници на жива стока во
нели, во државата на стелни јуници кои што е резултат нели, на слабата репродукција, иако кажам години назад, пред 30 на години можевме ние да произведеме собствено, ние имавме репроцентри кои сега не се званишти репроцентри, кои имавме вишок на производство, нели, со една репродукција од 80 до 85% од телени крај од текот на годината, значи да можеме да произведеме јуници и да ги дадеме на други фармери за да биде тоа проширено производство, и тоа сега е обратен трендот и увезуваме доста. Факултетот, кажав, покрај менаџментот на репродукција работи на менаџментот целото здравје на стадо, на здравјето на млечна жлезда и нормално дека со развивање на и имплементирање на методата на ембриотрансфер во кој што можат ембриони од многу квалитетни грла да се пресадат во јунички со помал генетски квалитет, да се зголеми тоа ниво на производство. Генерално, квалитетот на млекото кое што се добива многу зависи и од благосостојбата на животните. Каква е благосостојбата на животните на оние кои во моментов ги имаме, бидејќи како што не одмина здравствена криза, нас не ги одминува се чини ни животните во земјава. Па сега не би сакал да влезам во тема која е нели специјалност на други колеги кои работат на нашиот институт на Факултетот за ветеринарна медицина Скопје, кои имаат баш продекано за наука сега има докторирано на таа тема, посебно во говедарството. Оценките дека не е лошо, меѓутоа дека не е идеално со оглед од тоа дека се уште најголем дел од кравите се држат нели вржани на ланец, значи на тој врзан систем. Трендот е да се бидат ослободени, да имат модерни измозиришта, меѓутоа кажав, мислам дека во говедарството на поголемите фарми се условите, благосостојбата е задоволителна, меѓутоа се пак немам доволно информација да видам и не сум доволно стручен за да може да дадам по-сериозен одговор. Има уште многу прашања, но само едно пред крајот на разговорот. Неколку пати повторивме дека млекопроизводството е значаен стопански фактор. Во тој контекст, како да се обезбеди стабилност на долг рок? Па да се имплементираат стратегиите кои ги направија, не подалеку да одам, тоа Словенија, Хрватска. Тоа беше и, кажа, препораката на студијата на експертите од ФАО кои дојдоа тука. Еден добар модел е хрватскиот модел, кој ни е најблизок нас. Јас сум студирал таму и сум докторирал во Хрватска и ги знам состојбите таму. Значи, она што го спомнав почетокот, вклучување, значи, добра евиденција, добро следење на производството, селекцијски програми добри, меѓутоа и добра стимулација од државата, мора да кажа, значи дека имаме најмало ниво на поддршка на млекопроизводителите, односно воопшто во сточарството би кажал, и тоа би биле кратки, значи, оние црти кои што би биле водлука. Меѓутоа за тоа да се каже, ние имавме една работилница вклучени, значи многу експерти и од страна и од Македонија, меѓутоа тоа треба се елаборира на пошироко форум, еден кој колегите од земјоделскиот факултет и од институти и други би можеле да дадат своји видувања за. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Благодарам и на вас што ме повикавте и се надевам дека ќе имаме повторно може за подобри времења да имаме ваков разговор. Ќе имаме, ова е неисцрпна тема за која што секако ќе зборуваме многу во утринската програма. Благодарам многу. Благодарам.